Невладините организации алармираат дека се влошува состојбата на бегалците и мигрантите кои со месеци се заглавени во двата прифатни центри во Гевгелија и Куманово. Околу 200 луѓе се наоѓаат во двата прифатни кампа, а состојбата е загрижувачка бидејќи нема никакво решение за нив. Во Гевгелискиот центар Винојук има 133 бегалци кои се затворени и не смеат да ги напуштаат границите на кампот, што негативно влијае и на нивната психичка состојба, велат од Хелсиншки комитет за човекови права. Според нив активностите во кампот се ограничени, а луѓето се обесхрабрени бидејќи со месеци се заглавени во Македонија и не се знае до кога ќе бидат во оваа незавидна ситуација. Невладините организации имаат забелешки во однос на просторните услови и хигиената во која живеат мигрантите и бегалците, особено за тоалетите. Таму се забележани расипани санитарни елементи и недостаток на средства за хигиена. Во кампот Табановци има 70 на бегалци, но нивниот број постепено се намалува, а содржините во кампот пак се зголемуваат. Надоградени се нови кабини со тушеви и друга потребна опрема. Бројот на бегалци во прифатниот центар за странци Газибаба изнесува 30, додека во прифатниот центар за баратели на азил Визбегово моментално се сместени 13 бегалци. Во безбедносната куќа пак се згрижени 14 лица. Во текот на минатата седница Министерството за внатрешни работи регистрирал и еден кривично правен настан поврзан со криумчарење мигранти. Имено во близина на село Прдејци. Во товарен камион биле пронајдени 96 бегалци со различно потекло од Пакистан, Авганистан, Ирак и Сирија. Возачите на камионот не се затекнати на местото. Бегалците се пренесени во прифатниот центар Винојук и по кратко задржување се пренесени на грчка територија.